Почитувани добравеч, добре дојавте во новото издание на Трета порта, интернет политички магазин кој ви ги пренесува најинтересните случувања од светот на интернетот. Во оваа емисија ќе разговараме за неколку теми, но сите се поврзани со актуелната политичка криза и со сето она што се случува во земјава. Тоа се протестите, контрапротестите, камповите и контракамповите. Продолжуваме со она што е најново, тоа се преговорите кои се водат во Страсбург, во Европската Унија, под покровителство на европратеници, помеѓу лидерот и премиер Никола Груевски, лидер на ВМРО-ДПМН, и помеѓу лидерот на СДСМ Зоран Заев. Нема многу детали околу тие преговори, што е, дали има некаков напредок, само има куси извештаи и информации дека тие разговори и преговори треба да продолжат. Одиме со она што го пренесуваат медиумите во однос на тие разговори. Порталот Нова вели: во Страсбург се водела искрена дискусија во наводници помеѓу Груевски и Заев. Преговорите траеле 10 часа помеѓу тројцата, со помош на тројцата европратеници Едвард Кукан, Ричард Ховит и Иво Вајгл. И се вели: пратениците и комесарот Хан ги поздравуваат напорите на лидерите на партии да работат кон договор во интерес на сите граѓани на земјата и да се решат предизвиците кои произлегуваат од кризата во согласно со европските стандарди. Партиите ја потврдија определбата за европска интеграција и демократски принципи и се согласија дека на прво место мораат да ги стават интересите на земјата. Пратениците и комесарот Хан ја поздравија искрената дискусија околу клучните теми на несогласувањата. Сите страни се согласија дека е важно да се имаат понатамошни состаноци. И се вели, според извори на Нова, на состанокот присуствувале и Сашо Мијалков од ВМРО-ДПМН, Никола Тодоров, Мартин Протогер и Никола Поповски, додека од страна на СДСМ Зоран Заев го придружувала професорката Рената Десковска. Значи, наводниците се ставили на таа искрена дискусија, а дел од медиумите веќе пишуваат дека според нивни информации нема некој особен напредок или нема никаков напредок на тие преговори кои се водат со посредништво на Европската Унија. Па еве Плюс Инфо пренесува нивни информации и вели: разговорите во Страсбург не носат напредок во надминување на политичката криза. Според првичните неофицијални информации и по 10-часовните разговори во Страсбург помеѓу Никола Груевски, Зоран Заев и представници на Европската Унија не е постигнато никакво значајно поместување во преговорите за надминување на политичката криза во земјава. Двете страни ги образложиле своите страни, имало дискусија, но се уште не се надзира решение за излез од кризата, дознава Плюс Инфо од извор од СДСМ. Толку за преговорите, ќе видиме тие треба да продолжат и тука во земјава и во Европската Унија, дали ќе донесат некој решение кое се разбира граѓаните го очекуваат да видат крај на сето ова што се случува во изминатите месеци, на сите потреси, а во изминатите денови во Македонија имаше и големи протести. Едниот одржан од страна на граѓани обединети околу идеите за оставка на владата. Тие протести ги поддржа и најголемата опозицијска партија и останатите опозицијски партии, а се одржа и еден контрамитинг веднаш после тој протест, на кој владеачката ВМРО-ДПМН настапи со своите поддржувачи кои дојдоа во знак да дадат поддршка на премиерот Никола Груевски и на неговите политики. Сега околу овие два протеста, тие, освен што и самите беа спротивставени во однос на нивните пораки, подоцна се разви и една силна дискусија на социјалните мрежи, особено околу бројот на оние кои протестирале, но и на некои други елементи кои беа презентирани пред овие протести и митинзи. Првен ќе продолжиме со социјалната мрежа Твитер, на која се зборува за еден од елементите на контрамитингот одржан од страна на ВМРО-ДПМН, особено за она ограда од жица која беше поставена од едната страна на
на местото каде што се одржуваше и која многумина ја нарекоа Кафес. Па така еве го и хаштагот Кафес на Твитер, каде што нели во стилот на оваа социјална мрежа секогаш се оди на еден хумористичен начин да се доживее реалноста и актуелните настани. Сега тука има и доста коментари што нема да ги прочитаме, нели? Тука се има една слобода во пишувањето, ќе видиме оние кои може да бидат прочитани. Еве, една корисничка пишува: не беше во право горде, они не го ставаат мозокот во тегла, туку во кафес. Еве друг: птиците родени во кафес мислат дека летањето е болест. Ви кажав дека добив желба да купам смоки и да им фрлам на овие преку кафес, ама ми падна жал и се предомислив. Утре и за нив ќе протестирам. Направи им доволно голем кафес, ке мислат оти се слободни. Ги гледам кај универзална, изморени фаци, едва ја одат, а допрва кафес ги чека. За силна Вардарска, Горна, Скопска, Зависна, Северна, Демократска, Суверена, Независна Република Македонија, митинг, кафес, патриоти. Ете, тоа се тие коментари. Еве, уште еден ќе видам. Кафезов ми е попонижувачко од мастилото за гласање. Ете што се пишува на социјалната мрежа Twitter под хаштаг Кафес. А во однос на пребројувањето на демонстранти, значи и двата, и на митингаши, и на двата настани организаторите излегува со слична бројка. Опозицијата вели дека на нивниот протест имало над 100.000 луѓе, а власта вели дека на митингот одржан во поддршка, во знак на поддршка на премиерот Груевски, исто така излегле околу 100.000 луѓе. Сега околу овие бројки има доста различни размислувања, а една од најинтересните анализи направи порталот Кирилица, која го употреби софтверот на Google за мерење на површината на настанот каде што се одржани овие собири. Из Кирилица прашува: како до 100.000 граѓани пред собрание? Според законите на физиката, на дефиниран простор во однос на површината може да застанат одреден број на луѓе. Така на простор од 8.895 метри квадратни може да застанат максимум 25.000 граѓани. Според медиумите кои важат за блиски до власта, на просторот пред собранието, кој според Google има површина од 8.895 метри квадратни, присутни биле 100.000 граѓани. Тоа значи дека на 1 квадратен метар имало 12 луѓе или 4 пати повеќе од возможното. Максималниот број кој го посетиле митингот против власта, организиран на 17 мај, може да изнесува околу 69.658 граѓани, додека провладениот митинг, организиран на 18 мај, максимално го посетиле 33.000 граѓани. Тоа го пишува порталот Кирилица, значи употребувајќи алатки за мерење на простор од Google и кои се базираат врз страна на сателитски фотографии. И странските медиуми доста јавуваа за протестите и контрамитингот одржан во Скопје, така да во главниот град на Република Македонија имаше толков број на странски акредитирани екипи, да таков период речиси не може да се запамети, можеби толку многу странски новинари имало во Македонија само за време на конфликтот во 2001 година. И сега и овие екипи и овие новинари јавуваат за протестите и контрамитингот, и дел од нив велат дека и тие мислат дека на протестите одржани од опозицијата имало повеќе граѓани. Певе новинарот на британската Sky News вели на граѓанскиот протест во Скопје
имаше повеќе луѓе отколку на ВМРО ДПМН. Тоа е холандскиот новинар Марсел ван дер Стил. И сега он пишува и за неговите впечатоци од собирите. Според новинарот, имало различна атмосфера на митинзите. Протестот пред владата бил како фестивал во сончев ден. Многу луѓе играле, можеле да се видат различни знамења, македонски, албански, босански, бугарски, српски, додека на собирот на ВМРО ДПМН имало милитаристички и религиозни символи и извици дека ќе се одбрани Македонија. Не се чувствував многу удобно, вели тој за атмосферата на протестот на ВМРО ДПМН. А и српски Блиц вели дека имало поголема бројност на граѓанскиот протест пред владата. Визуелно да го зголеми бројот на присутните, ВМРО ДПМН го избра просторот пред собранието, кој е прилично помал и потесен и на кој со двојно помалку луѓе се добива ефект на двојно повеќе луѓе од тој на граѓанскиот протест на кој се бараше оставка од премиерот, пишува Блиц. Ете, тука се ставени и видеа од протестите и исто така и фотографии. Одеме со професорката Тања Каракамишева, која не крие дека ги поддржува политиките на власта, таа во секој нејзин настап, во секој нејзино пишување ја анализира и ја критикува опозицијата, па сега професорката вели дека собирот пред собранието бил величествен. Незината колумна е со наслов "Енергија што ја полни душата". Величествен, достоинствен, моќен и собир со вистинска патриотска енергија. Така сублимирано го доживеав Сенародниот собир организиран од ВМРО ДПМН. Така го доживеа и многумина граѓани со кои успеав да се видам. Вистинска граѓанска лекција за демократија и слобода. Вистинска лекција за политичките повторувачи кои повторно и повторно паѓаат на првата лекција во политиката, на политичката азбука. Со ваков талент за политика може да се пофалат овие политички аналфабети кои 9 години поред не може да ја научат ниту политичката азбука, а камоли нешто повеќе од тоа. Со каква демократија е наполнета душата, кога најмокниот народен собир во историјата на самостојна и независна Република Македонија го нарекува собир на овци кои слепо го следат пастирот. Тоа го пишува професорката Тања Каракамишева, а во однос на собирот одржан пред собранието. На социјалните мрежи најмногу се појавија изјави, се појавија пишувања, се појавија сведоштва на луѓе дека во голем број на градови во Македонија, како и во главниот град Скопје, речиси сите вработени во јавната и државната администрација биле приморани да одат на контрамитингот на ВМРО ДПМН. За тоа се јавија и луѓе со директни сведоштва, па вела дека за време на одржувањето на митингот во тие градови во внатрешноста не работеле дури и општинските организации, општинските институции, не работеле дури како што треба ниту здравствените организации, амбулантите, болниците, дека и во нив имало помалку персонал. А во однос на притисоците сега пишува актерот Марин Бабик. Бабик во својата колумна порачува: административци и наставници, откажете послушност. Сите тие, како некоја интелектуална авангарда на погорните се и ќе се правдаат како се уценети со работното место со платата. Па добро, овој Овчаров да не ве плаќа од свој джеб, па ќе ви ја скине платата. Не бе, драги мои, вие сами се плаќате. Јас ве плаќам, сите ние ве плаќаме. Како не ви е јасно тоа? Многу лесно може да откажете слепа послушност и без гајле ќе ве земеме во заштита, а вие со вашето присуство ќе не доомасовите и сами на себе ќе си помогнете. Тоа го пишува актерот Марин Бабик. Административци и наставници, откажете послушност. А Владимир Неловски од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН
вели дека протестот пред владата бил организиран од СДСМ и од Сорос и за дел од оние кои учествуваа, особено за младинските организации, за студентите, за студентскиот пленум, вели дека тоа не е студентски пленум, туку СДСМовски пленум. Колумната на Неловски е насловена "Македонија силна". Опозицијата се спрема за некое чудно сценарио за кое спомнува и багери и булдожери, не баре ќе го градат глобал во Струмица одново. Демек ке спиеле во шатори пред владата, се додека не паднела. Шаторите инека се истите оние за кои СДСМовскиот пленум на средношколци доби наредба да ги спакува, за да може да се проветрат и да се стационираат пред владата на Илинденска ББ. СДСМовскиот пленум на студенти ќе се собирал пред платото на Уким, па потоа ќе марширале во името на слободата и демократијата, се до пред владата. За истата онаа слобода и демократија, за која тие се бореа, додека 80% од студентите не се согласуваа со нив и сакаа да учат и беа против бојкот. Тоа го пишува Неловски од ВМРО ДПМН во колумната "Македонија силна". А Мирослав Грчев, професорот, вели сега целото владење на Груевски го споредува со хорор филм и тоа со оние класици од 80-тите години кои, вели професорот, биле и најстрашни и најмногу ја плашале публиката. Насловот на неговата колумна е "Груевизмот метастазира во радикално зло". А токму е неверојатно колку се Груевски и неговата ВМРО ДПМН верна политичка реализација на хоророт на Карпентер, колку се тие вистинското општествено политичко посуштествување на злото и отелување на нехуманото, неморалното, безмилосното зло, што се шири и владее со истиот паразитски принцип како и суштеството од култниот хорор. Исто како и земјанскиот паразит, и нашето ВМРО-вско зло се остварува со навлегување во организмот на општеството и освојување на органите и ткивата на домакинот, со нивното внатрешно абсорбирање и уништување, значи со потполно исто окупирање на органите на државата и нејзините институции. Тие потоа паразитираат со посветено и упорно имитирање на убиениот домакин. Ужас. Тоа е колумната на професорот Грчев. А сега продолжуваме со Илија Димовски од ВМРО ДПМН, кој пишува за однесувањето на опозицијата, а исто така ги спомнува и бројките кои се однесуваат на протестот одржан пред владата. Димовски вели: "Партијата ја поставија на листата на срамот." За среќа, во време на технологија има и видеозаписи од претходни нивни митинзи кои биле и 2 пати поголеми од овој. Да потсетам дека СДСМ води своевидна агресивна кампања веќе 4 до 5 месеци, во кои 3 месеци континуирано ги објавува тие така наречени бомби. Кампања која како никогаш досега не траела толку долго. Кампања во која СДСМ ја искористи целата своја мрежа и логистика низ медиумите и невладините организации и на крај повторно не најдена подршка од граѓаните на државата. За мене позначаен елемент се пораките кои беа упатени на овој митинг. Тоа треба да се види за да се разбере политичкиот дискурс, размисла или патека по која оди СДСМ под водство на новото раководство. Тука има многу материјали за анализа, а јас ќе се обидам на кратко да го напишам моето размислување, без да инсистирам дека тоа мора да биде прифатено од сите читатели на овој текст. Тоа е колумната на Илија Димовски. А своевидно бранување во јавноста предизвика и Facebook статус на Ермира Мехмети, пратеничката на Демократската унија за интеграција, во која Мехмети порача дека владата на Груевски треба да поднесе оставка. Сега ова дојде како еден чуден став на Мехмети, кој е член на ДУИ и во време кога нејзината партија вели дека не размислува на оставки и дека не е време да се напушти работата на владата. Да го видиме првин оно што го напиша Мехмети.
Мехмети, инаку незиниот став беше пренесен од доста медиуми. Јас гласав за оваа влада затоа што верував дека ќе станеме членка на НАТО, ќе почнеме преговори со Европската Унија, ќе ги исполниме ветувањата за рамноправност, ќе ги вратиме вредностите на демократијата, ќе воспоставиме безбедност, но за сето ова време владата ја изолираше Македонија од пријателите во меѓународната јавност, го уништи имиџот на земјата, не покажа почит за принципите на етничкото владење, без прекин го попречуваше имплементирањето на Охридскиот договор, воспостави авторитаризам наместо демократија, не прифаќаше диалог, го уништи со животот, ја уништи внатрешната кохезија. Доста беше. Ниту граѓаните, ниту меѓународната заедница не поддржува недемократско владење, време е за оставка на Груевски. Тоа е статусот на Ермира Мехмети. И ќе видиме став на аналитичари за ова писание и за целата политика на ДУИ, но и лидерот на ДУИ Али Ахмети беше прашан во интервју за косовска телевизија дали верува во автентичноста на бомбите и на снимените разговори кои се слушаат во јавноста, бидејќи неговиот коалицијски партнер ВМРО ДПМН има еден став дека тоа се лепени, сечени, креирани и монтирани разговори. Али Ахмети е прашан дали верува во автентичноста на разговорите. Неговиот одговор е да. Едноставно, кратко и јасно да. И се вели дека ова беше еден од одговорите на многу интересното интервју на познатиот водител Бленди Февзиу на албанската ТВ Клан со Али Ахмети, кој се емитуваше директно од седиштето на ДУИ. А по овие два става на Ермира Мехмети и на Али Ахмети во однос на бомбите, дел од аналитичарите вела дека ДУИ води лицемерна политика. Еве таа анализа направена од телевизијата Алсат М. ДУИ применува лицемерна политика. Сефер Тахири вели: повеќе не држат оправдувањата на ДУИ дека народот им дал легитимитет за тие да останат во владата. Според него, барање за оставка треба да се направи службено и институционално, а не преку Фејсбук. Тоа се барања кои треба да се направат во внатре партиските органи, за да се влие овој субјект да ја преиспита својата позиција во владата. Ако македонскиот партнер во владата не ја поддржува платформата на албанците, тогаш залуден би бил легитимитетот добиен преку гласови. И Джелал Назири исто така вели дека оставки треба да се бараат и од министрите албанци во владата, а потоа пратениците на ДУИ да го напуштат парламентарното мнозинство, со што Груевски нема да има мнозинство во собранието и моќ во извршната власт. Тоа се аналитичарите за ДУИ. А во однос на одговорноста пишува професорот Денко Малески, вели дека за разлика од востановената практика во западните демократи, во Македонија таа одговорност не ја гледаме многу, и тоа во вакви клучни моменти кога се објавуваат експлицитни докази во јавноста, и вели дека тоа е неприфатливо за една земја која сака да биде демократска. Насловот на колумната е: за да ја сакаш својата земја, твојата земја треба да е убава. Оставка пак поднесуваат политичари поради да го употребам најблагиот термин нивното за едно демократско општествено несоодветно поведение. Во македонскиот случај се работи за поведение откриено со снимките, чија автентичност досега никој не ја порекнал, иако власта вели дека работите се вадени од контекст и монтирани. Јас не знам што точно е монтирано во објавениот разговор помеѓу шефот на кабинетот на премиерот и сопственикот на Канал 5 телевизија, но знам дека од тој ден пред повеќе години остварено е барањето на власта да ме нема на програмата на оваа телевизија. Со тоа прекршено е моето уставно право на слобода на говор и ограничена е слободата на печатот и новинарите.
Тоа е колумната на професорот Малески, а аналитичарот и новинар Сашо Ордановски пишува за настаните во Куманово, кои според него се вистинско фијаско, и тука Ордановски пишува за една анализа за една сторија која ја објави исто така и неделникот Фокус, и според која се тврди дека настаните во Куманово се организирани од власта. Сашо Ордановски вели: кога фамилијата се игра држава, фијаското е кај Куманово. Не треба да се биде многу паметен за да се погоди што правеле. Имено, притиснати од непријатните и многубројни докази и индиции за криминалите, што со години ги правеле, а на што се поголем дел од македонската јавност реагира со оригинална згрозеност, политичко-пропагандниот тим на Груевски добил генијална идеја да произведат контролирана безбедносна криза, откако ефикасно ќе ги разбијат терористичките формации, злите албанци, кој друг, што и се заканувале на татковината, ќе излезат пропагандно опоравени и ќе ја потиснат жестоката офанзива на опозицијата со бомбите на Заев. Во познатиот Мики Маус политички стил на Груевски, акцијата им е доверена на Мијалков и Јанкуловска, добрите македонци, кој друг, бидејќи тие се верните чувари на култот на личноста на возлюбениот водач. Тоа го пишува Сашо Ордановски, кога фамилијата си игра држава. А по протестите одржани пред зградата на владата се случи уште еден внатре новинарски судир. Имено претседателот на Сдруженијето на новинари Насер Салмани и пред собирот и после рече дека дел од албанците кои отишле таму направиле грешка, дека не требале да се појават на собирот кај Заев, бидејќи според Салмани нема никаква индикација дека Заев на албанците ќе им понудил нешто подобро од тоа што им го нуди Груевски. На ова жестоко реагираше главниот и одговорен уредник на телевизијата Алсат М. Мухамед Зекири, кој на својот Facebook профил напиша дека целосно се оградува и дека нема веќе да учествува во работата на ЗНМ, додека Салмани е претседател, а реагираше и новинарот Бранко Геровски. Еве да видиме први што напиша Мухамед Зекири на својот профил. Од денеска јавно се дистанцирам од ЗНМ се додека нејзин претседател е Насер Салмани. Јас го замрзнувам моето членство во оваа здружение и ги повикам првично колегите од Алсат, а потоа и сите други да го следат овој чекор. Најмалку Насер има право да ги навредува албанците, кои вчера беа дел од протестите, чија единствена цел е да замине во историја злото наречено Груевски. Одиме со одговорот на Насер Салмани, кој не навлезе во една суштинска дискусија тука, но само рече дека неговите ставови се лични, а не ставови на ЗНМ. Ставовите што ги искажувам на мојот Facebook профил се само мои лични како граѓанин и новинар и не ги изразуваат ставовите на Сдруженијето на новинари на Македонија. Секое поврзување на моите лични ставови со работата на ЗНМ се злонамерни и тенденциозни, кои имаат цел да внесат немир и раздор меѓу членовите на ЗНМ. Како претседател на ЗНМ не сум дозволил организацијата да биде приврзок на актуелната власт и нема да дозволам тоа да биде на било која политичка гарнитура, пишува Салмани. И во една остра колумна во одговор на Салмани се огласи и новинарот Бранко Геровски, кој колумната ја нарече прилично симптоматично за оние кои ги следат така наречените опозицијски бомби, им е јасно. Значи, насловот е Насер началниче ја оплеска. Да беше присутен на собирот Насер, можеби ќе забележеше дека нема ниту едно партиско знаме, ама баш ниту едно. Можеби ќе сватеше дека ова е граѓански собир, а не партиски митинг. Можеби ќе ги слушнеше говорите на представниците на повеќе граѓански организации, во кои се говореше токму за слободата на демократијата. Можеби ќе запееше и ти на мини концертот на Репортерс, кој му беше посветен на покојниот Никола Младенов. И можеби ќе разбереше дека претседателот на ЗНМ не смее да се однесува секташки, туку јавно да говори за загрозување на медиумските слободи во режимот на Никола Груевски,
Нели против тоа се бориме сите овие години, пишува Геровски. Почитувани, со ова го завршуваме ова издание на Трета порта. Емисијата гледајте ја секоја среда во 19 часот и 15 минути и не заборавајте дека Трета порта не ви кажува како да размислувате, туку ви ја прикажува големата слика. До тогаш останете со програмата на 24 вести.